Кој правиме муавет за мажите, често се спомнуваат збороите заштитник, работник, херој, супергерој, супамен, бестрашен, голем, силен, најсилен. Дури на момент да помислиш дека мажите од ништо не се плашат. И не можам да речем има некои луѓе што стварно ретко што ги плашат. Ама има една работа од која дефинитивно 90% од мажите се плашат сигурно. Жената. Ова да не е жената. За друго сакав да зборам. Се плашат од доктори бе брат. Особено од Забаро. Епа дечки да пуштиме шпица и да му влезиме на муабето, а? Одиме. Извини, вака те прашам нешто. Кога имаш последен пат одено така на Забар? Така чисто се провери. Никогаш, така? Нормално шобараш, ако не те боли ништо, шобараш на Забар. Исто кога шодат сите мажи на уролог, така? Треба свето се распадни за да дојдеш да се провериш, иначе шобараш. Порано веле порно се спречи од кога се лечи. За мажите тоа не важи батули. Дур не дојди за лечење, работата нема што се спречува тука. На стрелање да носиш маж побрзо ќе оди од колку кај овие луѓе. Знаеш колку луѓе му е страф на Забар да одат ве човек. Нормално дека нема ти признај, ти речи не ми се оди или нема мака или нешто. Тој Забо ќе го кини, ќе оди ракија, ќе пие, пошто ракија е лекот за се во нашата држава. Ма на Забар не ти оди бе батули. И кај 90% од луѓето тоа се трауми од детството, никој не му објаснил што е како е. Ги однесле кај некој лош Забар му направил трауми и после тоа е траума. Значи за да дојдеш на Забар прво и основно многу е битно си го погодиш Забар. Кој е твој човек Забар лесно прави. Јарно, ама ако ти се погоди некој лош, особено па ако е нешто близок со некој од фамилијата, па мораш дојдеш таму. Какви се маки имат луѓето истргано, тоа е страшно не. Мене пример сега погоден ми е човек, другарче ми е лабаво. Си свириш, си пееш, си ош Забо ти го поправа. Милина ме сваѓаш. Арно, ама како дете какви трауми имав. И то не од нас Забар, имав трауми од друго не. Крајници ми ваде, го имаме правено муаве. Еднаш на 2-3 години трети окрајник ми го ваде, па наново пораснал или шо и да се десило таму, не знам. Па на 6-7 години ми ги вадеа сите крајници со локална анестезија. Љуфната локална анестезија, али добро, ајде да не навлегвам, дете сум јас што разбира. Не знам јас кој ќе ме боли мене, така си замислувам, али добро. Знаете што значи ти на 6-7 години ти се соберат доктори, ти брцат инструменти в уста, да се бориш како лав таму, да те врзват како на лудачка столица, онаму за да можат да те оперират. И после операција паднав како покосено, ти се борев таму сати уле. И после тоа не постоеше жива сила на светот што ќе ми отвореше уста поќе никога. Там за зборање си отворав јас него општо вака Забар нешто доктор. А требаше нек да седнам на стол, јас уста не отварав поќе готово. Чудно вака кога ќе кажам, ама тоа е. И пример поминаа години од операцијата, требаше некој зап ми се нишеше, требаше да го извам, не давам никој да ме гибне. Нема теорија, дома нерви да кинат мој. Море со врвца, со вратата ќе пробваме, море не, ништо батуле, ништо. Море ќе ме лажат само да видам ја. Оти сите родители мислат дека се многу бистри. Сите мислат дека се најпаметни, дека децата глупи. Чекај да видам ја, ама само да видам. Дај да те подржам играчи, не ќе те вратам. Дај тие парињата, јас ќе ти ги чувам. Вик ние телиња сме ме сваѓаш. Ама што ќе му преш? Кај мене то не ти работи бе батуле. Јас устара никој не отвара. Ајде од таму кај тетка ми медицинска сестра, ше ме таќе му убеди малце така. Пожустра да рече. Море пробва и таму, а и му пукна филмо ме кладоа в кола и ме носат на Забар. Забар во склоп на школа основ. Седнување на та столицата Виктор и седнува и вака затворен уста. И се иди за барката насмеана. Како си шо преш? Немој да се плашиш, се ќе средим. Шо е работа? Ја му кажа за преден треба му излези, не дава уста, не отвара, не дава му се тргне. Чекај тета да видам. Јас на мајка ми, на тетка ми не му отварам уста, тебе ќе ти отворам уста, нема грешка, еве ти палец вака оригинал. И ти му викаш, ама ако тета само да видам, овој одозгора остае нека види. Демек јас иди еднаш ме прелажавте таму локални анестези, поке нема вату. Де ти работи поке. Море пробва ја тргај, море не оди, а никако. Сад ти улев натре. Па случајно влезе некој наставник по физичко таму поголем. Што правите бе? Еве не може уста да му отвори. Дајте јас ќе му отворам. Идење батето мислеше паљото дека. Трга, пробва, море трга, море ногата клава на столица трга. Не бре брате, не ти работи поке тоа. Божи 2,5 сати 3 седевме таму. Иди го седиш 2,5 сати 3 вака стегнат во муцката, кога тогаш ќе ти попуштат мускули. Едно време олавев муцката, офатам Забо, сам испадна. И нормално тука славење одма, леле мори мајко. Сега само вилата париња ќе ти клаа го клаиш под перница и то го имаш едно време, не знам дали уште го правите. И кефој одиш трбел, зап ти фали. Така еден по еден си извев сите тие млечните, видов дека не боли толку страво. Арно, ама се расипа на петка и се мора сој на Забар. Добро, нема проблем, ојдов си седнав, си отвори уста, девек не се плашам, се ме сваѓаш. Иди та докторката оттам за тие огледалцата, чекајте та да видам, отвараш уста сега, браво, следе шува отвори уста. Одемек има грд начин уста да отвориш, ама нема врска. И ти иди одозгора, чекај да видам. Расипана е долу
лево, петка расипана. И што ќе правиме се? Ами јас мислам најубаво да изваиме ќе ти порасни нови. Ќе порасти? Супер. Ќе си ја занишам, ќе си ја извам, не е проблем. Не бе патитета нема потреба, тука ќе средим ичне се секире. И си викаш добро досеме, нема заболено зап кој се вади. Нега го изви. И ти вели отвори устите и клава едни в устата внатре вака да ти стои отворен. И ичне се секира и тета само овие да ги клајме. Така стои сега супер. И ти си викаш добро, валјда е така процедура да нема гајле, не боли ова. Едно време гледаш отвара фиоката, штра, клешта ти вади брат. Ти дете гледаш клешта, устата да затвориш, не оди. Со финта брат, ти ја запна ја муцката уже пред да можеш да ја затвориш, сега нема бегање. Пробваш да станиш од столов, веќе викнат тој по физичко те фаќа одма назад палјото те држи бе, сваќа. И ете ти идита со клештата. Ичне се секирајте те, ич нема да боли. Ако те здоболи малце вака ќе ме гибниш и ќе прекина. Ако има поголема лага од тој муабе тебе ја не постои, значи најголемата лага што измислена во светот точка. Без разлика ли ти вадат дали ти прат зап не е битно. Ако те боли само вака гибни ме и готов. Ни еден забар никогаш нема застана. Значи пример ти го бушат забот и влегва внатре со таа бушилицата. Тебе те болите корни вака го мава. Не бе батулю, уште малце издржи, уште малце да бучито. Е така беше и со забот. Како тегни таја, тегни кутрата. Јас урлам тука што ме грло држи, овие одвај ме држат. Мажи што сум години не може да додржи. Море со две раце фаќа тегни те. Не бре брате, шо корен ќе беше тоа. Длабоки корења носам, длабок. Море вака пробе, море нога на столицата. Не бре брате, не ти излегва забот. Џабе. Тој по физичко што беше што ми си палјото дека. Дај му вели јас ќе пробам. Зема и тој тегни корни, тегни брате, не бе, не ќе да излези сати уледен забот. Тој може бил расипан од озгора, ама од оздола здрав кам. Едно време слушам та забарката. Бе не сум хирург да викнев некој доктор да го сецни малце да го извам забот. Хирург да ме сецни. 10 дужи не може да ме додржат брат. Бо страв еј. Ке искршев тие внатре, дип ми беше страв да не ми останат в уста, иначе све ке искршев, ке ги изедев со забот. Ме виде да се уплашив. Не викаме никој, ќе се помачим. И после 2 сати мачење и потење излезе забот конечно. Трауми е. И после тоа нормално пак страв има. Трауми ме брат. И реков уште еднаш јас овде не идам. Да не можен зап да ми стрг. Тој си има техника, ама тоа е. Зависи како ќе ти се падне. Шо не одев таму, не кеф нигде дом на забар пој. Јарно, не многу подоцна, пошто татко ми многу патуваше тоа. Беше до Турција и стално ни носеше поклони без разлика као да е. И се врати доцна сабајлето негде. Ние спиевме, уште тој дошол си легна. Јарно, ама Викторче станваше во 6 сабајле Nintendo да игра. И станвам во 6 сабајле, одам директ, одма поклони барам, пошто знаеш дека нешто ти има купено. Отворам пакет и да гледам пушки човече. Не било какви пушки, пошто пушки со диаболи имавме видено, претходно сме имале пиштоли така натаму. Не бе брат, овие имаат црни како метци, со снајпер на нив, со се. Едино што овие пластични, иначе се друго беше камен. Чи клаваш внатре, чак му прави. Брат, силни, аве шо? И го разбудвам, брат ми иди и тој леле кефо и одма, пошто зима беше, имавме лизгајнца на улица. Земаме санките, овеме се санкаме и пукаме со пушките надвор. Прецизни, силни, аве шо да ти кажам. Мерат, гарант беа воздушни, некои пластични, ама нема врска. Да речи века на диаболи бе. И нормално дојда роднини тука браче ди она се лизгаме. И ние заглавивме негде со санката. Брат ми заглавија негде погоре, подолу не се сеќа. И ние станваме се чистиме од снего, се вртам на кај брат ми го гледам, ме мери со пушката. И јас нормално се смеам, шо беше ке преш ке му убиваш. Так пушката. Забате овде ја. Немојте од светлото видите многу свети, ама едниот преден зап ми е вака накосо мана. Со пушка на диаболи да речи. Болење, а и шо јас не среќа како не ми стера око или како не го голтнав тој забар. И сега што направивме? Па Виктор на забар треба да оди. Арно овај пат не треба му вада, треба му клад забар. И не одам таму кај да забарка, добро ќе одиме кај некој друг. Одовме негде на друго место, ми кладаа нешто како пломба и си го носев то време. Јарно, ама пусто алчно дете. Не знам што правев, јадев нешто, гризев ова, оне, оп испадна пломбата. И се што правиме, го клаиме друга таква, пак испаѓа, дај што да правиме. И најдовме еден забар мајстор за мера. Рече ги ти клаиме пломба, ама со штраф внатре. И јас си викам сумо уште штраф ми нема во забите клаено и тоа. Ара немаше друга паметна опција. Изедоа ми го намести и да чукнам во дрво, еве уште си го носам. Од дете 100 години ми е, нека стои, ич нека не мрда. И да ти кажам право со штраф не виде нојдо. Ама го кјушкај добар мајстор и го ќе помини нештото како што треба без разлика дали ќе има болки или нема, нормално е тоа. Но поинаку. И после зафатот му викам дај пишиме тука кај тебе. За следниот пат кога ќе на забар да не му адумам работа. Е тоа е брат, патешествие. И има многу луѓе со многу полоши патешествија од назабар. Само што во денешната епизода немаме баш време. А како си имат врвено луѓе назабар и што се може да очекуваш назабар, ќе правиме муавет наредната епизода. А до тогаш, ако немате некоја попаметна работа, останете си на нашата програма, пошто машала има содржини колку сака. А да, и патем роденденот ни се ближи. Там не е мојот помина родендено на телевизија. Што значи вие што
ме пратите само по интернет. Ако сте во Скопје и околината, најдете ВТВ телевизија со В знакчето горе. Погледајте ја малце и чекам ваше искрено мислење за се што правиме ние таму. А бога ми може и некој поклонче да чекам, јас не е проблем. Што ако е роден ден на телевизија? Не ги ни се сложи некој поклонче го добиеме. Пала ви на вниманието, дечки, се гледам. Поздрав и убав ден.